Предвремени парламентарни избори 2020. Интервју со кандидат за пратеник Бране Петрушевски од изборната единица број 2 од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Објективни, проверени и секогаш први во информирање. Радио Бум. Во студиото на Радио Бум ни е кандидатот за пратеник и председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Бране Петрушевски. Господине Петрушевски, добро дојдовте во студиото на Радио Бум. Благодарам на поканата, секогаш е убаво да се биде гост во вашето студио. Ке го вклучиме и овој ден, значи ни остануваат само уште 3 дена од изборната кампања. На терен сте доста активни. За прв пат се води кампања под посебни мерки и препораки од Комисијата за здравство за заштита од COVID-19. Дали успеавте да ги исполните вашите планирани активности и да ги остварите средбите оние предвидени со граѓани и ваши потенцијални гласачи? Имавте ли доволно време, нова кампања, нов начин на водење на кампања? Така е, се нови услови, специфични услови, меѓутоа ВМРО ДПМН и во Куманови генерално во Република Македонија апсолутно се водеше во согласно со препораките на здравствените власти, здравствената комисија, она што пристигна како документи преку Државната изборна комисија. Од друга страна, моравме да ги модифицираме тие наши активности. Сепак сме ние народна партија која што потекнува од народот и партија која што навикната во континуитет да е меѓу народот, да ги гледаме луѓето во очи, да разговараме за нивните проблеми, да наоѓаме решенија, да стегнеме рака, онака што се вика народски, за да после тоа се активираме максимално да им излеземе во пресред на граѓаните. Така да модификацијата на нашата кампања беше направена од аспект на изоставување на масовни собири. Сепак гледаме средбите со граѓани да ги правиме во помал број, до максимум 30 на 50 на луѓе, колку ше е дозволено согласно тие протоколи. Исто така, оние познати активности кои што сме ги имале каде што одевме кај луѓето од врата до врата, ги редуциравме од двор до двор, до пред двор да речеме, онаму каде што нормално ќе не посакате, онаму каде што има интерес за разговор и посета, а превладуваше кампањата на штандови, кои што ги поставувавме или и се уште ги поставуваме на најфреквентните улици и места во градот, каде што граѓаните може да поразговараат со нашите активисти, волонтери. Често сме ние кандидатите за пратеници на тие штандови, може да се послужа со нашиот пропаганден материјал, програмата и се она што ВМРО ДПМН го нуди на овие избори. Сметам дека до сега успешно ја водиме кампањата. Сметам дека не бевме причина, и тоа е она што е најбитно, да предизвикаме некаква нов кластер, некаква зараза. Нашите кандидати, нашите активисти се во комплетно заштитени. Немаме нови случаи на позитивни помеѓу членовите на нашата партија и контактот со граѓаните го остваруваме и на оваков начин. Доаѓаат, комуницираат луѓето, разговараме и сметам дека досега и се надевам во наредниве 3 дена, како што рековте, ќе имаме таква динамична, активна кампања, нормално во согласно со здравствените протоколи. Кажавте дека каде што има интерес ги остварувате средбите со граѓаните. Тоа и не интересира какви се тие средби. На неколку средби бевме и нашата екипа беше со ова заедно. Можевме да слушнеме дека од вас и денеска барат водовод, канализација, подобрување на економија и повеќе пари за граѓаните. Па за жал во право сте, во 21. век ние со граѓаните разговараме во најголем дел за нерешени комунални проблеми од аспект на водовод, канализација, патишта. Економијата е сериозен проблем во Република Македонија, невработеноста. Оваа криза ги и дотолчи граѓаните од економски аспект, бизнис заедница од економски аспект. Тоа се сериозни проблеми кои што мора да ги решиме со граѓаните. Ние не излегуваме пред граѓаните и не го зборуваме она што тие сакаат да го чујат и од аспект на нешто што би ние ветиле, а не би можеле да го исполниме и не го правиме тоа. Разговараме сериозно. Ова се парламентарни избори, предвремени парламентарни избори, а оние инфраструктурни проблеми кои што ги имаат, комунални проблеми, сепак се во доменот на локалната самоуправа. Тоа што идната влада на ВМРО ДПМН го ветува, се обврзува да го реализира, дека ние може да обезбедиме голем број на сума, на средства финансиски, кои што ќе ги насочиме кон општините. Меѓутоа ќе се бара и соодветна реализација реална на тие проекти што
локалните единици треба да ги сработат. Во Куманово за жал 30 години власт имаме на градоначалници, на локални власти од СДСМ и ситуацијата е таква каква што е, граѓаните се сведоци секојдневно на таа ситуација. Иако претходно како политичка партија бевме обвинувани дека свесно сме го условно кочеле Куманово поради различните политички провиненции на локалната и централната власт, ние веќе 3,5 години и повеќе сме сведоци дека имаме иста локална власт, иста централна власт, меѓутоа проектите, инвестициите, развојот на општина Куманово за жал повторно изостанува. Ние ги согледувавме нашите грешки, учиме од нашите грешки и не случајно јас подадов рака во неколку наврати, ќе искористам и ова интервју да искажам еден јавен повик, еден јавен апел да под организација на градоначалникот на општина Куманово седнеме се совереме идната влада без разлика на функционерите, пратениците од која политичка провиненција, од која политичка партија, да седнеме сите заедно, да ги дефинираме заедно стратешките приоритети на Куманово, да дефинираме заедно заложбите кои ќе бидат идни за Куманово и заеднички сите како кумановци да се заложиме да се изреализираат тие проекти, да се изреализираат тие инфраструктурни проблеми кои што граѓаните ги има, затоа што неопходна е спојка помеѓу централната и локалната власт, да бидеме реални. Општините имаат таква финансиска моќ каква што имаат, недомаќинското работење кај нив си го земат данокот, тие се презадолжени во изминатиот период, не само општина Куманово, тоа е слика во сите општини во Република Македонија и тука владата мора да излезе во пресцет, затоа се нудам да седнеме да направиме еден убав, квалитетен состанок, да дефинираме убави, квалитетни проекти и сите заедно да се заложиме тие проекти во Куманово да го видат она светлината на денот. Се надеваме дека и раката и од друга страна ќе биде подадена и дека ќе се работи нели во интерес на граѓаните. Имате богата програма. Вашите политички противници велат дека е нереална. Вие велите дека програмата е направена за подобар живот на граѓаните и токму слоганот на овие избори вие за обнова на Македонија. Дали и како и што ќе биде приоритет доколку победите на изборите? Најпрво, не мислам дека бренд на ВМРО ДПМН е квалитетна програма и не само сега, и во изминатите неколку изборни циклуси. Имаме програма која што содржи преку 1000 проекти, срочени квалитетно на 337 страници, програма која што сериозно имаат работен, имаат вложено свој труд еминентни експерти, не само македонски еминентни експерти, туку и меѓународни, дел од стратешкиот тим на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, дел домашни експерти и верувате, ова програма е не само што е реална и остварлива, туку е и нешто што граѓаните доколку ја набават и прочитаат ќе видат дека е нешто што суштински ќе ни го подобри животот и е реално остварливо. Во секој проект ние имаме рок на реализација, во секој проект имаме буџетирање, односно колку буџетски средства тоа ќе одвои, со што даваме специфична тежина на таа програма дека е реална, сработлива и се обврзуваме дека тоа во идниот период ќе го изреализираме. За жал тоа недостасува кај конкурентите, тие имаат желби на хартија, меѓутоа немаат рокови на реализација и немаат колку пари или колку буџетски средства тоа ќе не чини. Нашата заложба ќе биде во целост да се оствари оваа програма, овие 1000 проекти кои што ги насловивме како проект обнова. Се тоа ќе зависи и од што ние ќе наследиме како идна власт, во кои буџетски рамки ќе можеме да се движиме. Сериозни задолжувања имавме изминатиот период, сериозен удар имавме од корона кризата и неслучајно ние имавме и јас лично во една пресконференција ја презентирав една предна стратегија за справување со оваа криза и не само од здравствен, туку и од економски аспект. Таму нудиме еден нов пристап за решавање на справување со оваа криза. Од здравствен аспект нудиме нови економско-финансиска помош на граѓаните, посебно во делот на оние граѓани кои што свесно или несвесно беа изоставени изминатиот период, нели се ветуваше дека сите невработени граѓани ќе добијат ваучери. За жал, оние кои што ги ставиле како пасивни баратели на 6 месеци што се пријавуваат биро, во најголем случај и не на нивно барање, туку на предлог на вработените таму во бирото, се изоставени со оваа мерка. Ние се обврзуваме дека во првите 100 дена и овие луѓе ќе добијат ваучер. Ќе го продолжиме
ова постоечка мерка на делење на ваучери со уште еден месец, ќе го зајакнеме оној дел на помагање на туризмот. Сметаме дека тие 6000 денари се недоволни за едно семејство да може да искористи некаков одмор. И тука предвидуваме поголеми средства, предвидуваме подршки на бизнисот за да ги задржиме работните места, да не губиме работни места таму, и една сериозна стратегија, еден голем број на проекти кои што ги нарековме како предна стратегија и ќе ги реализираме во првите 100 дена од преземање на власта и формирање на новата влада на ВМРО-ДПМНЕ. На стартот на кампањата кажавте дека ќе водите позитивна кампања, останавте на зборот. Многу малку можевме да слушнеме за вашите политички противници во кампањата од ваша страна. Дури на обвинувањата бевте воздржани. Зошто? Затоа што лично јас, како Бране Петрушевски, сакав да воведам одредена позитивна енергија и во градот и во политичкиот живот во Куманово, и сметам дека од друга страна на граѓаните им е преку глава од дневните партиско-политички препукувања помеѓу политичките партии. Нашата идеја е да направиме обнова на Македонија, така ни е насловена оваа кампања, и по таа обнова на Македонија подразбираме и обнова на духот, обнова на секојдневниот живот, не само обнова на инфраструктурата, на капиталните инвестиции, обнова на културата, обнова во сите полиња на секојдневното живење, и затоа сакавме да покажеме дека можеме и во Куманово и во Македонија да победиме со една позитивна кампања, со една ведра кампања, ширејќи позитивна енергија. Наидовме на фантастично позитивен прием во граѓаните, буквално каде да се движиме, имаме покани од граѓаните, имаме изразување на јавна поддршка, и сметам дека тоа е формулата, тоа е модулот на кој треба да ги водиме кампањите во Република Македонија, да ја презентираме нашата визија, нашата идеја, нашите проекти кои што ние како политичка партија и политичари ги нудиме, без да се замараме, условно кажано, со политичките противници, без да водиме црна кампања и да се оцрнуваме меѓусебно. За жал, еве, баш пред да дојдам тука во вашето студио, гледам дека во Куманово се делени одредени флаери со црна кампања за нашиот носител, за некои други наши кандидати. Предпоставувам дека е од нашиот најголем политички противник, меѓутоа ние ќе се тераме нашата кампања на начин на кој што ние сметаме дека е најдобро, тие нека си тераат на начин на кој што они сметаат дека најдобро. На крај на 15 јули народот ќе си го каже својот збор, а верувам дека и гледајќи ја енергијата која што ни ја возвраќа народот, сметам дека ќе се случи една огромна победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата во Куманово и генерално во Република Македонија. Вие сте на трето место на листата во изборната единица број 2 од ВМРО-ДПМНЕ. Какви се вашите очекувања според анкетите кои ги имате? Имате веројатно направено анкети, и колку пратеници очекувате од нашата изборна единица? Така, Куманово е во втората изборна единица покрај другите општини. Лично сметам и сум убеден дека ќе добијам поддршката на кумановци, како Бране Петрушевски, секојдневно, како што реков, се среќавам со граѓани, и оно што сакам да го истакнам дека поддршката за мене како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата доаѓа од сите етнички заедници во Куманово. Јас сум израснат во диво населје, огромен број на албанци секојдневно ми се јавуваат, комуницираат, тоа се мои пријатели, соседи, другари, професионални контакти и така натаму кои што сум ги стварувал во текот на животот. И ќе биде изненадувачки поддршката која што ќе дојде и од албанската етничка заедница за мене, нешто што можеби оние кои што недоволно ме познаваат и не го знаат за мене. Поддршката од македонската заедница апсолутно секогаш на страна на ВМРО-ДПМНЕ. Ние досега и не памтам, барем ја толку години во политика, да сме имале помала поддршка кај македонците, а сега верувате таа е уште поголема, уште поизразена после сите оние понижувања национални кои што ги доживеавме како народ и како нација после уставните измени, после бугарскиот договор, распродажбата на историјата и се она што се случуваше во изминатиот период. Имаме голема, јас би рекол, можеби и 100% поддршка од српската заедница, затоа што и Демократската партија на Србите и другата српска политичка партија се во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Впрочем, во изборната единица 2 имаме и кандидат на листа Иван Стоилковиќ. Ромската заедница
Влашката, турската, верувате дека нели Куманово е Македонија во мало и ВМРО ДПМН како политичка партија се обраќа кон сите етнички заедници. Нашите проекти кои што ги нудиме се наменети за сите граѓани. Ако нели нудиме 25% зголемување на платите, ако нудиме 20% зголемување на пензиите, тие проекти нема да ги делиме по етничка припадност, туку ќе бидат наменети за сите граѓани на Република Македонија. Од аспект на изборната единица 2, тука може би сме уште посилни, имаме сериозни подршки во другите општини кои што спаѓаат и гледајќи ги анкетите, реално без оние партиско-политички памфлети што се изнесуваат во јавноста во вид на анкети, убедени сме дека овдека одиме на три пратеници разлика за ВМРО ДПМН или најмалку 10 пратеники за нашата листа, што значи дека и нашата кандидатка од Куманово, Кети Димковска, влегува во собранието уште истата вечер, без да чекаме да се формира влада и да се поместуваат нели пратеничките места согласно оние членови на кои ќе бидат министри во владата. Господине Петрушевски, како млад човек од Куманово, од изборна единица број 2, што ќе биде приоритет? На кои проекти ќе им се даде приоритет во Куманово, бидејќи нели вие сте од Куманово, родени сте во Куманово, израснавте во Куманово, што треба да се направи за Куманово доколку дојдете на власт? Проблем број 1 во Куманово е невработеноста, економските проблеми на граѓаните. Затоа, како иден пратеник, се обврзвам акцент да ставиме на развој на индустријската зона во Речица, нешто што може да ни ја подобри вработеноста во Куманово и место каде што можат голем број на граѓани да си го вадат лебот условно. Таму бевме, ние направивме еден увид и со носител од Владо Миселовски. Таму се уште нема пат, нема комунална инфраструктура и е далеку од една индустријска зона налик на оние кои што ги имаме во Република Македонија и заложбата ќе биде тука најпрвен да во соработка нормално со општината, нешто што и претходно го напоменав како неопходен услов да ја довршиме таа зона и да се заложиме после сите, и јас лично и владата, новата влада, па и локалната власт да привлечеме што поголем број на инвестиции во таа зона и да ја заживиме, да биде налик на Бунарџик во Скопје, затоа што Куманово е една стратешка позиција како крстосница измеѓу коридорот 8, коридорот 10 и верувам дека е привлечно место за инвеститорите, меѓутоа мораме да им понудиме соодветна инфраструктура за да воопшто некој сериозен инвеститор дојде и изгради фабрика тука. Сметам како лично, како голем проблем во Куманово и загаденоста на воздухот и мораме тука да поработиме сите заеднички. Ние нудиме сериозни проекти од оваа област, пред се во, ќе го наспоменам тука, гасификацијата. Општина Куманово има нешто сработено во тој дел, меѓутоа е недоволно моќна очигледно да ја расшири таа мрежа и затоа тука неопходна е помош од централната власт и од владата. Како приоритет тука е гасификација на болницата во Куманово, тоа како проект стои во нашата програма. 3,5 години веќе чекаме секоја година да се гасифицира болницата. Меѓутоа, ништо од тоа. Верувате, тоа многу ќе значи и на јавното претпријатие Куманово газ, да има таков голем потрошувач, со што ќе добие малку на финансиска стабилност како претпријатие, меѓутоа од друга страна ќе значи и на болницата, затоа што таа годишно за мазут троши по 50.000 евра, а проектот онаков како што досега постои, чини некаде околу 200.000 евра, што значи дека инвестиција се враќа во 4 години, што е апсолутно позитивна инвестиција и не само што се потенцира болницата како сериозен загадувач, ние ќе имаме и економски бенефит од тоа, а паралелно ќе го намалиме и загадувањето во тој дел на градот. Имаме сериозни инфраструктурни капитални инвестиции за Куманово. Тука пред се експресниот пат Куманово-Паланка. Ние како проект тоа и како идејно решение почнато уште од претходната влада на ВМРО ДПМН. За жал, оваа влада не мрдна ништо во тој правец. И тоа мора да се заврши, посебно ако сакаме да имаме сериозна економија и ако сакаме да развиеме една индустријска зона во Куманово, патната инфраструктура, железничката инфраструктура е нешто што е неопходно, мора да ја довршиме и пругата кон Бугарија и тоа е инфраструктурен капитален проект кој што е битен за Куманово.
така што имаме сериозни проекти, имаме сериозни идеи. Се тоа е напишано во нашата програма, на како ќе го спроведеме тоа. Ние покрај оваа програма на 330 страници имаме и сериозна проектна документација за тие проекти, која што е огромна и е несериозно да ја нудиме на граѓаните во избори да ја гледат, затоа што се илјадници страници. Меѓутоа, знаеме како се реализираат капитални проекти, капитални инвестиции, сме покажале дека знаеме и уверуваме дека во наредниот период уште поголем акцент ќе се стави на тој дел, а бенефитот кој што ќе го почувствуваат кумановци ќе биде огромен и ќе увидат разликата помеѓу луѓе кои што се вредни, работливи и сакаат да работат за градот и она што го имаме како политичка власт. И за крај, каква е вашата порака за граѓаните 3 дена пред изборниот молки, 5 дена пред изборите? Мојата порака е најпрвине да учествуваат граѓаните во изборниот процес на еден достоинствен начин, на еден европски начин. Се стремиме да ги усвојуваме европските вредности и мораме и како граѓани така да се однесуваме. Да не дозволат и да не дозволуваат ситни во наводници подкупи во форма на хуманитарни помош, во форма на некакви пакети, па во форма и на ветувања за некакви асфалтирање на улички, бекатонирање и слично што се случува деновиве, да дозволат со тоа да им ја потценат интелигенцијата и да заборават што све се случуваше овие 3,5 години. Да имаме еден празник на демократијата на 15 јули, да се гордееме сите со тој ден, не само политичките партии, туку граѓаните да се гордеат со тој ден, да излезат во што поголем број, затоа што здравствените протоколи го дозволуваат тоа, ќе биде апсолутно безбедно гласањето и да имаме убава, добра излезност која што ќе даде дополнителен легитимитет на таа нова влада која и да е, а јас сум убеден дека кумановци ќе ми ја дадат поддршката на мене како народен пратеник, да покажам дека во политиката може да биде и честна професија, да покажам дека може и различно во политиката и да го вратиме зборот народен пред зборот пратеник, затоа што некако кога зборуваме за пратеник во перцепција на граѓаните се само некакви привилегии, а народен е изоставен во тој збор, затоа јас ќе покажам дека може да се биде народен пратеник, да ми ја дадат довербата, на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија и да продолжиме овие средби кои што ги имавме во изминатиот период со граѓаните и во наредниот период и проблем по проблем, чекор по чекор, ден по ден, да го подобруваме животот и на кумановци и генерално на граѓаните во Република Македонија, нешто за што политиката нарекуваат благородна професија, а не како што е кај нас професија која што ја гледаат за несразберно збогатување. Јас сум долги години во политиката, сум покажал дека можем да бидам чесен, да останам чесен и нема да дозволам тој збор пред моето име да биде со ништо оцрнет. Господине Петрушевски, јас ке ви се заблагодарам за вашето учество во денешната емисија. Ке ви посакам најпрви многу здравје. Ке ви посакам фер и демократски избори, многу среќа и успех на овие парламентарни избори, вам, на вашата партија ВМРО-ДПМН и на Коалицијата за обнова на Македонија. Благодарам и на вас и благодарам и до вашиот медиум и генерално до сите локални медиуми за фер и избалансираното известување за сите политички партии на овие избори. Ви благодарам.